Што за вас представува мирот? Посебно во сегашен светски контекст на се што се случува, мирот за мене представува кога владите со парите од граѓаните ќе ги вложуваат наместо во оружје, изголемување на процент за вооружување во образование, наука, здравство, култура и се што значи подобар и поправеден свет за децата, каде што нема да има екзодуси, геноциди, протерување, страдање, глад, сиромаштија, неписменост, исклучување, дискриминација. Едноставно, кога ќе се демилитаризира умот на донесувачите на одлуки, да не ги разделуваат луѓето по ниту една различност, туку да биде сплотување за подобар свет и подобра еднина на децата, би рекол дури подобра сегашност. Тоа за тоа да се деси треба мастер ресет да се направи комплетен и да нема нели практично милитаризација или вооружување е профит, нели? И тоа е драйвот практично на... Па ти ме прашаш што значи мирот, јас ти... Не, справи мојот, не е ова чисто онака. Затворите, само вратите. Има звукот таму се слуша. Да, се Можеме? Да. Сега, ова мировна едукација што спроведувате траеше 15 на години, нели? Кога се вратите назад 15 години назад, како започна таа идеја за мировно образование? Па ја не би се вратил само 15 години назад, би се вратил 33,5 години назад, кога почна војната во поранешна Југославија. Првите страдања и децата кои беа погодени војната прво во Словенија, па Хрватска, најмногу во Босна и Херцеговина, кога се воспостави тој воздушен мост за спасување на децата и семејствата од Сараево, Скопје, и случај така ние почнавме како граѓанска иницијатива, потоа се формиравме на 29 април 1992 и тоа беше една типична граѓанска солидарност, би рекол, и всушност Мегеши, како прва детска амбасада во светот, Мегеши почна како мировна организација за не само за градење култура за мирење на насилство, туку и за спасување на децата кои беа жртви од сите национализми, шовинизми, омрази што се случува во поранешна Југославија. И буквално бевме посветени на евакуација и спасување на децата погодени од војната во првите 5 години. Потоа се случи и Косовската криза и тука бевме активни, работевме со нашите активисти, волонтери во Чегране, Непроштено, Радуша, Бојане, сите можни кампови. Нашата мировна активистичност и посветеност ја докажавме и 2001 година, кога имаше конфликт во Македонија, кога бевме единствена и прва граѓанска организација која ги отвори своите простори и прифати 4 семејства протерани од Арачиново. Тука ни се родија и 3 деца, Никола, Марија и Стоп Кат. Повтори си го, нема проблем, затоа се 2 камери. Никола, Марија и Александар. Беа 5 години тука. Нашиот мировен активизам го докажавме кога транзитира бегалците од Сирија низ Македонија, од Гевгелија па наваму, кога силно се залагавме да не се дозволи да транзитираат без родители, старатели или придружба, затоа што имаше голем проблем околу нивната безбедност и сигурност. Како мировна организација и организација заштита на правата на децата силно го кренавме гласот кога го повикавме Европол да ги пронајде тие 10.000 исчезнати деца кои не се знаеше каде се. А со самата програма за мировно образование почнавме 2011 и морам да кажам дека е потреба
Потреба затоа што нашето општество е ранливо и од аспект на конфесионалност, и од аспект на различни етнички заедници, од аспект на религиозност, социјален, образовен и било каков статус, од аспект на влијание во нашето окружување, од аспект на тоа што Македонија се уште нема изградено кохезивно, сврзувачко, заедничко, вредностно, би рекол, поставено општество, каде што сите различности ќе живеат во еден систем кој ќе ни овозможува перспектива. Ќе се надополнуваат. И ќе се надополнуваат и наместо да бидеме како едно поле со различни цветови кои ќе мирисаат секој на свој начин и ќе биде нешто пример. За ние уште се занимаваме со минатото недоволно расчистено, недефиниран конфликт 2001 година. Уште се поделуваме по етничка структура, посебно во време на избори, дали се тоа парламентарни, локални или председателски. Се гетоизираме, дури образованието ни е гетоизирано, би рекол, сегрегативно образование. Нема нешто што ќе го плоти и ќе го соедини населението, граѓанството, и затоа ја гледам големата можност и перспектива на мировното образование, затоа што тој нуди поинаков пристап. Не само градење култура за мир и ненасилство, туку една голема можност преку професорите кои се вклучуваат преку нашата специфична методологија кој ги изведуваме со нашите тренери, да го пренесе тој пристап во работа со децата, односно учениците во училиштата. Издадовме и модули, со Министерството за образование имаме исклучено неколку меморандуми за соработка. Методологијата им е позната на Министерството за образование и наука. Имаме координативно тело составено од БРО, од ДПИ и од МОН, каде што не само што учествуваат на нашите тренинзи за обуки, туку веќе не се една, би рекол, лоби група каде што нема да има проблем да објаснат што всушност постигнуваме со програмата за мировно образование. Сме имале до сега организирано 3 мировни средби, кај што биле 2 заменици и 1 министер. Сега на оваа 4-та мировна средба ќе дојде министерката. Во една средба со претходниот министер побара од нас, сваќајќи ја важноста после настаните во Србија, колку е битно да се работи со децата за време на воспитно-образовниот процес, па би рекол и после тоа, да го прошириме опсегот на офатеност на наставници. 300 наставници имаме офатено на 50 или 60 училишта и на вистина ни самиот поддржувач Курве Вустров од Германија, ниту пак БМЗ не би го продолжил финансирањето да не ја чувствува придобивката од нашето работење. И би рекол, оваа програма е неопходна за се ова што кажав како проблем да продолжи да функционира и понатаму. Дали има резултат од 15 години мировно образование? Дали се осеќаат промените? Дали практично? Ладно нема. Се слушам. Добро, таман на прашање. Да. Можеме? Кои се резултатите од 15 години мировно образование? Дали се чувствуваат резултати, подобрување или е се уште процес кој што... Првичен мој впечаток и импресии се дека прво наставниците го подигнаа прагот на поголема мотивираност да работат со учениците. Второ, се случуваат во општините кај што работиме активности кои со нетрпение ги очекуваат, посебно 21 септември, меѓународен ден на мирот, со разни активности, маршеви, настапи и така натаму. Второ, забележам меѓусекторска соработка меѓу институциите и меѓу граѓанскиот сектор и самите училишта. Со нетрпение очекуваат да бидат
поканети да дојдат на тренинзи, имаме базични, напредни, продлабочувачки тренинзи. Би рекол, имаме група за мировно образование каде што самите наставници се чувствуваат како едно големно семејство на мировни активисти, двигатели во промената. И самите ти истакнуваат кои промени ги направиле во средината каде што живеат. Многу едноставен пример е, например, Гостивар, ќе го споменам, каде што ние фаќаме разни теми во програмата за мировно образование, и од загадување на вода, од почва, воздух, и од булинг, меѓуврсничко насилство, и офаќување теми за сиромаштво и исклученост на децата, оздравување нарушено ментално здравје, и што уште не, значи мировното образование е широк опсек, диапазон на делување. Успеа да внесат во Гостивар мерна станица, да знаат колкава е загаденоста на воздухот, PM2,5, PM10. Тоа значи дека направиле притисок во општината, во локалната заедница, и биле охрабрени да го подигнат гласот за дивата депонија што имаат и така натаму. Да не ги споменам и други училишта и градови, навистина се чувствуваат одредени промени и нас не доживуваат како поддршка. И со самото тоа што ние има возможуваме и средба со министрите на тие мировни средби, сега мировна конференција, каде што имаат можност да разговараат директно со представник од Министерството, е исто така голем бенефит, бидејќи како што и децата сака да бидат слушнати и нивниот глас да се слуша и да се почитува и да учествуваат во донесување на одлуки кои се однесуваат на децата во воспитно-образовниот процес, така и наставниците. И тие имаат голема потреба да бидат слушнати, разбрани, да не бидат само спроведувачи на одредени содржини кои ги предвидува БРО и МОН. И тоа за мене лично е голема придобивка од нивниот активизам во местото каде што ги пренесуваат своите искуства преку програмата, тренинзите, обуките и методолошкиот пристап. И таму се прават промени на микро ниво. Тоа е супер. Се вака ми одговараш повеќе прашања од еднашка. Што е супер. Кажи ми каков е фидбекот, односно поддршката од институциите, релевантните институции како што е Институтот за образование, дали колку ви помага, колку го слушаат гласот? Па на поддршката е самото тоа што не попречуваат во работата, за мене лично е голема поддршка. Второ, голема поддршка што ја разбират содржината на самата програма, што потпишуваме заеднички не само меморандум, него и сертификати на учесниците. Тоа е дополнителна гаранција дека квалитетот на програмата која ја спроведуваме на многу високо ниво и тренерите што испорачуваат, она што може би ме загрижило од сегашна гледна точка е што ако еден ден прекине поддршката од тие што не финански поддржуваат, дали значењето на оваа програма ќе биде втемелена и вградена во буџетот на Македонија за да биде поддржана од домашни извори, бидејќи, пак ќе кажам, нашето општество е ранливо. Ние не успеавме и после 33-4 години да излеземе од, би рекол, од калта кај што сме заглавени околу меѓуетнички прашања, меѓуконфесионални, меѓурелигиозни, меѓупартиски, дури самото образование не е толку многу партизирано и обременето да родителите кои ги испраќаат децата во училиште бараат квалитетно образование, а не бараат партиски послушници кои ќе спроведуваат содржини во воспитно-образовниот процес. И тоа е голем предизвик, би рекол, и опасност. Каде децата ни одат, кој ги учи, подучува и со какви содржини се сочуваат. Но за среќа, успеавме да го убедиме Министерството дека иако не инсистираме на посебен предмет за мировно образование да се изучува, дека во сите содржини, дури и екзактни, може да се вгради и инкорпорира мировното образование како содржина, каде што ќе можат наставниците да одвојуваат простор, да се разговара со децата, затоа што на децата им е потребно сигурен простор, каде што ќе можат да бидат вклучени, сослушани и кај што ќе се почитува нивното мислење, па дури и да бидат
активни во донесување на одлуки во локалната заедница, во советите на општините и така натаму. Дали сметаш дека мировното образование е подобро да се имплементира во едукација како што е сега, или преку работилници, преку воркшопови, или треба да биде као обавезен предмет што би го изучувале учениците? Дали сметаш дека ефектот е поголем вака или поголем така? Аргументи за и против има и да биде посебен предмет, уште еден предмет во ранецот на децата кој може да го оптовари, да даде одбојност. Од друга страна, јас повеќе мировното образование го доживам како движење. Со самото тоа што имаме голем број на професори, ова движење на мировни професори, мировни активисти, дури у парламентот имаме мировни парламентарци кои биле професори и вклучени во програмата. Тој мировен пристап, тој мировен активизам е битен за да секакви горливи прашања се артикулираат, каде што децата заедно со наставниците и родителите, тој триаголник цело време што го споменуваат, бидат двигатели на правење промени во општеството, каде што донесувачите на одлуки, дали се тоа градоначалници, дали се тоа премиер или председател на држава или председател на собрание, ќе ги прифатат сериозно барањата за да младината не ни замени од државата, затоа што во една моја изјава кажав, неки имат со кого да владеат, ако си заминат младите, ќе владеат сами со себе, а тоа не е перспектива за оваа држава. Ако ги изгубиме младите, ние веќе, иако во нашето лого пишува, ние сме иднината, мислики на децата, ја би рекол, тие се сегашноста и со нив мора сериозно да им посветиме внимание, затоа што ни самата детска амбасада ќе нема кого да застапува ако си заминат децата, иако ние сакаме и градиме такви капацитети не само на детско учество, туку и децата да се само застапуваат, а ние да им бидеме повеќе логистика и база каде што ќе можат они да се представуваат себе си и да ги застапуваат. Всушност, во неколку наврати до сега и му возможивме на учениците да направат извештај во сенка за состојбата со правата на детето и да го бранат пред Комитетот за правата на детето и таму ги кажуваат сите проблеми со кои децата се среќаваат. Од исклученост од образование, од сиромаштија, од насилство, од загадување на почва, воздух и од здравствени, ментално проблеми. Дури во последно време имаме и загрижувачки податоци на нашата Ало Бушавко телефонска линија за деца и млади на суицидни мисли. Тоа значи дека многу треба да се работи со децата и во училиштето, и надвор од училиштето, и дома. Дури би препорачал и до медиумите да создаваат такви едукативни програми, да навистина децата ги препознаваат. У последно време работиме и на сајбер насилство, и компрометирачки фотографии сексуални да бидат забранети и така натаму. Широк опсек диапазон каде што мировното образование ги прифаќа сите тие предизвици и ги вградува во програмата, и тоа се тематски настани кои имаме тематски тренинзи, не само за градење култура за мир и насилство, туку и тематски тренинзи. Тоа наједно прашање ќе те прашам, супер што ми говори. Знај за конференцијата, ова е четврта сега мировна конференција што ќе биде. Како дојде идејата за формирање конференција? Нели мировното образование трае 15 години? Како дојде до конференција? Ние сме во еден специфичен, синергичен, би рекол, па и симбиоза на однос на нашето работење со партнерот од Германија. Имаме еден регионален координатор тука во Скопје и во дискусија со него околу организирање на самата мировна средба, која порано ја викавме прва, втора, трета мировна средба, даде идеја која ни беше прифатлива да ја наречеме конференција, затоа што навистина има што да се прикаже на таа конференција. Се надевам ќе имаме и гости од надвор кои ќе ги споделат нивните искуства како тие работат во нивните земји, и ја прекрстивме во конференција и тоа беше негова можеби не беше
Всушност тој ни даде можност ние да размислуваме и ние почнеме да размислуваме некако конференција ни дојде најприкладна за настанот. Ќе се организира 3 дена. Првиот ден ќе има класична пресконференција со учество на деца, вториот оној кој го очекуваме гостување на присуство на министерката, каде што ќе има можност директно со професорите да разговара, да ги слушне и самите професори да ги пренесат своите очекувања и искуства од работата во програмата за мировно образование. И третиот ден ќе биде завршна конференција каде што ќе обзнаниме дека успеавме да направиме мрежа на мировни училишта кои меѓу себе ќе се конектираат и ќе ги споделуваат своите искуства базирано на сите овие интензивни 15 години ангажман. Кои се плановите за иднина? Поглед на мировно образование. Плановите за иднина јас би ги почнал со почетокот. Прво сите донесувачи на одлуки ја би ги демилитаризирал во нивниот начин на комуникација. Тој говор на омраза што се случува во собрание би го санкционирал. Не можат луѓето да создаваат толку душевен и општествен немир, така лесно, без притоа да имаат грижа за чувствата на луѓето. Значи, со многу голема леснотија се однесуваат и кон народните пари, буџетските пари, би работел на подигање на прагот на нетолеранција кон корупција, криминал, исклученост на деца од образование, неписменост, сиромаштија, загадување на воздух, вода и почва, на нарушување на менталното здравје, на поголема активност на младите во природа и нивно активно вклучување во сите овие девијации кои се случуваат за тие да бидат главните носители на промените, затоа што оваа генерација моја ја потрошивме без при тоа да направиме Македонија да биде подобро место за живење и да има поправеден свет. И уште една последна прашање. Дали смяташ дека мировното образование не е само доволно нели да биде имплементирано во школите, него дали смяташ дека и родителите дома, значи не да ги подучуваат децата, да ги поттикнат да они нели мировно тоа образование го посетуваат како предмет или како научилница, него дали смяташ дека тоа всушност почнува со и воспитанието, значи воспитувањето дома. Дали смяташ дека тоа е прв чекор за мировно образование? Ова е добро прашање кога разговарам со професорите кои кажат ми доаѓа невоспитано дете на училиште, јас ли ќе го воспитувам? Па јас често им давам мислење, па добро, не сите родители имаат капацитет да ги воспитуваат и образуваат прикладно децата, затоа што вие вториот би рекол ешалон каде што родителите ви ги носат децата 8 сати и вие треба со нив да работите на одредени корекции, посебно кога е во рана детска возраст. Јас би почнал со мировно образование уште во градинка, како вредносно поставен образовен воспитен систем, за да тие бидат коректори на своите родители дома. Зашто многу е тешко да очекуваме родителите да ги воспитуваат децата ако не растеле со тој вредносен систем на градење култура за мир и ненасилство. А и не знам колку би можели самите медиуми да придонесат да родителите имаат таков концепт на воспитување и образование. Кога детето ќе биде вредносно мировно поставено, тој може да биде коректор и не само на своите родители, туку и на другарчиња надвор од школото, на соседи, дури на своите воспитувачи и наставници, затоа што ќе му биде јасно на детето што значи градење култура за мир и ненасилство, колку е тоа важно за нивниот психофизички правилен раст и развој и да не се доведе во ситуација на опасност од надворешната средина. И само на тој начин можеме да направиме едно подобро место за живење на нашите деца и сега и во иднина.